На социјалните мрежи врие од педофили, преку лажни Facebook или Skype профили, најчесто стапуваат во контакт со малолетната популација. Ветувајќи им скапи телефони, други предмети или пак пари, ја намамуваат жртвата. Таков беше случајот и со 13-годишното момче од Охрид, кој педофилот преку лажен профил, ветувајќи му нов iPhone, успеа да го намами во неговиот стан и да го силува. Како да се заштитиме од сајбер предаторите кои деноноќно ги демнат децата? Прашање на кое и родителите и социјалните работници го имаат истиот одговор, што е можно почести контроли на телефоните и компјутерите. Мислам дека не е убаво за младите. Поготово за помалите деца. Уопште не е убаво. Значи пуштат секакви работи таму. Нормално треба, ама не слушаш младите и готово. Децата не слушаш, што да правиш? Ја мислам дека повише за прегледување. И повише да се води сметки, и водиме сметки, и родители, и баби, и дедовци, и не сме на мира. Најлесна мета на сајбер предаторите се децата кои потекнуваат од дисфункционално или економски нестабилни семејства, сметаат социолозите, тврдејќи дека се поголем е бројот на деца кои со помош на некои од социјалните мрежи стануваат жртва на педофили. Оние деца кои што имаат несредени односи во семејството, со низок социјален статус, малку примања во семејството, желби за остварување, нивните желби се сепак големи, прифаќаат се. Мислам дека са почеста контрола на родителите може да го намали тој број. Во изминатата година во штипската полиција нема регистрирано ваков случај. Сепак 2015-та ја одбележаа 2 педофилски настани. Едниот 73-годишниот педофил од македонска Каменица и 35-годишниот италијанец, кој на деца од Штип и Скопје им испратил повеќе од 4000 евра, а за возврат од нив барал да се сооблекуваат голи и да се допираат.